Добро вечер, јас сум Васко Ефтов, емисијата во Центар на Алса Тем телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи. Бидејќи во наредните 50 минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Во оваа емисија, почитувани гледачи, ќе ги анализираме тие три сценарија или сите тие можности кои стојат на располагање на опозицијата да успее да избоксира во пролетната година, во исто време да се одржат и локални и предвремени парламентарни избори. Тито Петковски и Лјупчо Георгиевски се во иста политичка коалиција. Фигуративно кажано, тие живеат на иста улица која има две имиња. Лјупчо Георгиевски живее на улица која носи име Тодор Александров, Тито Петковски живее на улица која носи име Јосип Броз Тито. И тука е клучното прашање како да бидат разрешени тие идеолошки разлики во рамки на македонската опозиција. Господине Георгиевски, гледам се уште сте коалиционно расположен. На подпишување на коалиција носевте плава кравата, се плаво сако. Да, па малку да смениме. Значи, цврсто се држите до коалицијскиот договор? Мислам дека тоа беше шега многу разбирлива, меѓутоа, нели, шега, символичка, така. Да, плавата боја ви е мила сега. Она што сакав да го порачам, дека ситата кај мене не постои. Значи, добро, ако не постои суета, му аплодирате ли на Бранко на митингот во неделата? Химната не сте пееле, него дали сте му аплодирале? Да, тука во Македонија веќе се станува проблем, нели? Сега имаме закони за пеење на химна, предпоставувам. Значи, она што сакам да го потенцирам и што мислам дека е многу доволно јасно, дека Лјупчо Георгиевски со оваа коалиција сака да прати една порака. Значи, ако би беше за нешто ситно, лукративно, во мој интерес, јас најверојатно можев многу полесно да се договорам со овие на власт и едноставно да молчам, да не ги напаѓам, и тогаш немаше да има проблем. Па добро, молчавте, но 3-4 години, не ги напаѓавте, си добивте одредени можеби лукративни. Не. Следување и така натаму. Немало никакви лукративни следувања. 2006 година ги понудивте пратениците, 2008 година заборавивте листа да направите, 2009 ве немаше. Јас морам да кажам, таа дистанца од ВМРО ДПМН е почна практично уште кога настана судирот. Меѓутоа, на некој начин, прво не бев јас активен, можеби во цело време, иако се сеќавате јас дека секојаш давал своји изјави и своји позиции. Меѓутоа, во последните неколку години, апсолутно таа разлика се засилува и пред се таа разлика се засилува на политички, идеолошки, економски план и на се она што се нарекува суштина на државата. Така што, мојата суштинска порака во сето тоа е токму тоа. Да испредам порака до сите мои приврзаници, симпатизери, они кои сметале нешто на мене и они кои веруваат на моите ставови и идеи, дека Македонија се движи во лош правец. Господин Георгиевски, тоа не беше многу одамна, тоа беше 2004 година. Расколот ваш со Никола Груевски околу Бранко Царенковски. Пресконференцијата на Никола Груевски дека сте му забиле нож во грб и токму околу вашето барање во вториот круг на председателските избори ВМРО ДПМН е да не излезе на гласање и да пропаднат. Значи само во 8 години вие и Никола Груевски диаметрално ги сменувате позициите. Ако условно речено вие го обвинувавте Груевски 2004 дека коалицира тајно со Бранко Царенковски, сега вие јавно коалицирате со Бранко Царенковски. Испеѓа дека Бранко Царенковски е на некој начин скриена и тајна љубов на сите можни ВМРО-вци во државата. Мислам дека вака ова е многу големо поедноставување на работите. Јас можам да ви го кажам следново. Мојата намера во целата оваа коалиција е многу јасна. Да кажем јасна порака дека Македонија демократски е загрозена, суштински е загрозена во правноплан демократијата. Македонија оди во меѓународен ќорсокак, во една комплетна изолација која може да ја чини држава и Македонија е манипулирана од страна на оваа власт. Јас како политичар, неколку пати тоа да се го кажем, во оваа коалиција не се гледам нигде. Значи, и гледам мојата партија, нели во оваа коалиција. Меѓутоа, лично, на ние на позиција, тоа го договоривме, тоа го кажав јасно, и тоа е работа која лесно може да се провери. Значи, останува, значи... Каква е таа коалиција, се извинувам? Каква е таа коалиција? Лидерите на таа коалиција не се гледат на ниту една политичка функција. Која е суштината на политичката борба ако лидерите на партиите дојдат на одредени функции и може да спроведат својата политика? Ни вие, ни Бранко Царенковски, слушаме ни Тито Петковски, не секате никакви политички функции. Како народот да ви верува дека сте кадарни да ја смените состојбата во државата, ако вие условно не се осеќате кадарни да преземете политичка одговорност за тоа?
Васко, не е работата дали се чувствуваме дали сме кадрни или да не сме кадрни. Јас, ако се однесувам на моите ставови, сите мои ставови, сите позиции, од самиот почеток до денеска ќе ги бранам. И јас и понатаму ќе ви кажам се што сум кажал, така ќе се случи со Македонија. Вклучувајќи на новата работа за која зборувам веќе 2 до 3 години за демографската катастрофа, па еве сега излезе на површина. Не е работата во тоа како јас се чувствувам. Проблемот е како ме доживуваат луѓето. А јас сум доволно реален, доволно свесен дека ни со рейтинг, ни со позиција, ни со можност за некое посебно гласење, можем да направам нешто радикално во Македонија. Во таа насока. Се извинам. Во таа насока. Ако сметате, ако сте свесни дека народот како лидери на опозиција не ве доживува добро, дека можете нешто да направите, тоа како може да бидете лидери на опозиција. Значи, ако народот не ве доживува дека нешто може да направите да имате одредени функции, тоа е вашето пледоје и тоа е вашата теза, тогаш што се бавите со политика, господин Георгиевски. Тогаш вие бавите се со бизнис, Бранко Црненковски поранешен председател, Тито Петковски си ги исполнете годините за пензија, овој другиот беше ни змие, ни магаре, може да биде некој директор на зоолошка градина и така натаму. Што се бавите ако се надевам дека во овој интервју нема само вие да зборувате, ќе можеме јас малку. Можете вие, затоа и поставам. Досега 90% од времето вие зборувате. Имате лоша перцепција, може би. Не, токму тоа ако имате тајмер можеме да го измериме. Тезите му имаат поголема тежина, па затоа така ви изгледа. Не, можеме да измериме. Слободно да кажете. Ќе можете ли да кажете? Слободно. Значи Васко, 10 години, значи од кога спомнавте 2004 година, кога се повлеков, јас упорно кажувам во Македонија дека не страдам за некое големо политичко враќање, ниту страдам за политичка функција. 10 години го зборувам истото и кажувам дека мојата улога како политичар, јас сум хомо политикус, значи колку и да правев затиша, сепак кај мене крвта е политичка. Значи и не само крвта е политичка. Јас имам одговорност за оваа држава, затоа што независно од тоа што сега има многу воскреснувачи на самостојна и независна Македонија, независно од тоа што има многу основачи на ВМРО ДПМН, реалната вистина дека е ВМРО ДПМН е основано од мене и уште еден човек, Змејковски. Реалната вистина е дека воскреснувачи на самостојна и независна Македонија една година беше само Љупче Ѓорѓиевски. Кога Љупче Ѓорѓиевски зборуваше за самостојна и независна Македонија, цела македонска елита и лево и десно молчеше. Сега, како таков човек, јас имам чувство, меѓутоа имам и одговорност за оваа држава. Штета и катастрофална е состојбата во една држава ако одговорноста ја лоцираме во премиерот или во председателот на државата и ако барем 10.000 луѓе не се чувствуваат поодговорни малку каде се движи државата, во кој правец се движи и каква ќе биде иднината на таа држава. Од тој аспект јас зборувам и постојано го потенцирам моментот дека иднината на Република Македонија во овој момент со овој начин на манипулација на оваа актуелна власт е дефинитивно загрозена. И во таа насока, мојата порака како политичар, најцелисhodно оценувам дека ќе биде ако ја пратиме заедно со Бранко Црненковски, со Жерновски, со нашата коалиција која ја направивме. Зошто си задначевме сега во говорењето? Можам да поставам прашање? Да, значи, во таа насока... Имам тука само едно прашање до вас, господин Георгиевски. Ако вие 2004 година го винувате Бранко Црненковски за коалиција со Никола Груевски, па некаде денес Никола Груевски вас ве обвинува за коалиција со Бранко Црненковски. Ако Тито Петковски прави коалиција со Никола Груевски 2006 година да го руши СДСМ, ако се гласувате на овој ни змија ни магаре и изграден проектот Скопје 2014 година, која е вашата морална вертикала? Вие да се борите, се извинувам, вие да се борите против човек за која сметам дека води апсолутно штетна политика, тој Никола Груевски, апсолутно штетна политика, тоа јас го сметам лично, дека води апсолутно штетна политика за иднината и за сегашноста на Република Македонија. Но, која е вашата морална вертикала? Човекот во кој сите вие сте инвестирале, сега да се здружувате и да го рушите. Кој мене ми гарантира дека утре вие пак со него нема да се здружувате да рушите некој четврти играч? Тоа е таа политичка некоректност. Може би народот тука гледа проблем. Значи, Васко, оваа теза што сега ја кажавте, вие секоја вечер, буквално ако не сте гледале Сител, ја гледаме на Сител телевизија, ја гледаме на македонската телевизија, дури и секоја вечер имаме објавување на стари интервјуи кои се случувале, односно дуели кои се случувале, да речеме, пред 12 или 13 години. И се тоа е до тука така. Меѓутоа, зошто не го поставиме обратното прашање? Која е моралната одговорност на, да речеме, ВМРО ДПМН денеска која е на власт,
која направи коалиција со Али Ахмети и со терористите, кој направи коалиција со исто така со Тито Петковски, кој направи прекритна коалиција, да речеме, со Бранко Црвенковски, која требаше да се руши Љупче Ѓорѓевски, или пак, да речеме, она што е сега, да речеме, исто така можеби најинтересно со еден Дзинго. Вие знаете кој третман го имаше Дзинго во ранените 90-ти години на демократијата, ние денеска гледаме Дзинго е комплетно рехабилитиран, не зборувам економски, политички чиста личност. Значи, истото прашање што го вие го упатувате према оваа коалиција, легитимно може да се постави према оваа коалиција која владее. Имаше три сценарија за предвремени избори, почитувани гледачи. Првото сценарио кој на некој начин го заговараше власта, посебно ВМРО ДПМН, да има избори во ноември или некаде на почетокот на декември оваа година, и тоа беше актуелно се некаде до пред 30 дена. ВМРО ДПМН дури имаше отварано и штабови по разни општински организации и де факто во тој момент се чинеше дека власта навистина размисла за предвремени избори. Тоа во тој момент веројатно не одговараше на опозицијата, бидејќи го немаше заокружено целиот тој процес на формирање на таа здружена македонска опозиција. Де факто на опозицијата секојаш е одговарало во исти термин да бидат организирани и предвремени и локални избори, и тоа Бранко Црвенковски го побора на митингот во Скопје некаде пред 5 дена на 28 октомври. Третото сценарио кој можеби е непожелно за опозицијата е тоа евентуално опозицијата да ги изгуби локалните избори и дека се бавтели, дека се занимава со одредени внатре партиски проблеми на организирање на конгрес, кај нив е на некој начин статутарно определен се случи на неколку месеци после одржувањето на секои парламентарни избори, ВМРО ДПМН да им распежи предвремени избори некаде на почетокот на летото. Господине Петковски, вие и понатаму владеете со државата. Двата ваши кадри, Орце Камчев владее во бизнисот, Никола Груевски во политиката. Па значи треба да се има проценка околу квалитетот на луѓето и нивниот острел. Вие добро проценивте, Орце Камчев купи све што може да купи у Македонија. Никола Груевски 2006 година не софте на власт, значи Тито Петковски знае да направи добар избор. Така е. И се како ќе се борите против луѓето кои ги донесовте на власт? Не сум ги јас донел на власт. Ја помогнав некои луѓе да направат она што го направиле во животот. Некој ви има речено више да не помагате? Како вие ќе помогнете така проблеми? Така проблеми се создаваат во државата. Не. Прво, не може да се говори ни се една таква перспектива. Орце Камчев беше подпредседател на младите во Социјалдемократскиот сојуз. Него наместив јас. На ваш предлог? Не. Да, вие бевте кукни пријатели со Илја Камчев. Постојано го татко му е друга форсиравте. приказна. Татко му е сериозна разлика, голема разлика меѓу Никола Груевски- Илија Камчев и Орце Камчев. Никола Груевски, вие го донесовте. Не е така, не е Тие точно. преговори што ги водите у Грција, кои ви ги праќа Американската амбасада да дојдете да гласате за Груевски, Не вие гласав имате ја таа за коалиција. Груевски. Јас имав своја партија, НСДП се формира 2005 година. Значи, ние освоивме 60.000 гласа, 7 мандати и седна политичките партии кои што беа представени во парламентот да разговара за влада. И најтешко е, друже Тито, да се борите против вашите чеда во политиката. Па ја не би можел да кажам дека едниот и другиот моја чедо. Никола Груевски беше председател на ВМРО ДПМН, на избори добиени внатре во ВМРО ДПМН, така? И сега стана... Значи, неговата партија 2006 стана победничка на изборите. Што мисли останате таму, ние? господине Петко, се сега дојавте, сте партија да немате кандидат за градоначалник. Како немаме кандидат? Во оваа коалиција Па да, заедничка? немате кандидат за градоначалник. Не, Освен Бетен Китев, ако не ви го Добро, рачунаме. Бетен Китев Да. си е кандидат заеднички, односно на листата на СДСМ. Не имаме свој кандидат, за сега сигурно дека имаме кандидат во Виница, имаме некои помали општини, Зелениково, Могила, а разговараме уште за некои кои што се Ушупсача да ви дадете еден кандидат и да речете, не, Тито Петковски е стожер на партија на коалицијата. Ранковци не е лоша општина. Што може да прави опозицијата? Имавте митинг пред 5 дена, собравте по ваши проценки 70.000 луѓе. Што за опозицијата би значило победа на следните избори? Па за нас победа секако би значила победа во урбаните центри, големите урбани центри во државата, а и на ниво на државата апсолутно повеќе гласови отколку сега што е власт. И сега не ви личи. Вие сте опсача, а сака да победите урбани центри. Што сака да кажете дека селата не ви интересират, па цела кариера ви имате направено на Кои села. се денес на власт во Македонија? Дали руралните или урбаните Па типови? не знам, на власт се тие што вие ги донесовте. Орце Камчев кој купува пола Македонија, Никола Груевски кој го донесовте 2006. Вие подобро од мене знаете кој е на власт во Македонија. Добро, вие мислам може да импутирате колку сакате за Орце Камчев и за Никола Груевски.
Тоа се личности кои што се промовираме политиката, едниот од Социјалдемократскиот сојуз, другиот од ВМРО ДПМН. Јас би сакал да се чувствувам толку моќен колку што вие ми придавате моќ. Дека може да креирам луѓе кои што ќе водат економската и финансската политика во државата. Ама не е така. Може бевте помокен доека беа Дзинго и Михајло Маневски и можете да кажете дека вашата генерација владае со политиката, сега Дзинго и Маневски се пензионира. Ке ве прашали ВМРО ДПМН уште еднаш дали ќе се планирате да се пензионирате? Па јас реков во собранието. Ќе се пензионирам на оној момент кога ќе го видам Груевски во затвор. Тоа ли е мотивот да се бавите со политика? Меѓу другото, да. Сега, бидејќи тој е човекот кој што практично ја девастира и македонската економија и македонската држава. Ке чекате брзо или долго на пензија? Не, немам намера долго да чекам. Мислите дека брзо ќе видите Груевски во затвор? Па видите, мислам дека општо сознание дека исцрпени се сите можности Груевски да докаже дека има и капацитет и потенцијал да владее со државата и тоа на конструктивен начин. Господине Петковски, покажува тој Груевски, колку и да сметаме дека води една штетна политика, покажува многу поголема жилавост да опстои на политичката сцена. Гледате како сега ја шмукува целата политика на опозицијата. Опозицијата го почна работното лето со гасификација, отиде Никола Груевски се договара со Газпром, ќе го донесе Газпром во Македонија. Отиде опозицијата во работно лето со критика дека не се градат автопатишти и патишта, Никола Груевски без малку ги пушти сите булдожери низ Македонија да градат автопатишта. Патот од Скопје кон Велес, подосна од Смоквица кон Гевгелија, тама се булдожерите. Значи, тој човек, колку ја да не се согласувам со неговата политика, покажува една исклучителна жилавост како да успее на оваа политичка сцена. Па мислам дека станува збор и за личност Никола Груевски, меѓутоа и за тим кој што многу добро ја познава менталната структура на македонецот. Знае токму, најдобро знае на што реагира најчувствително македонецот. И мислам дека начинот на кој што се обидува сега и да го представи македонецот низ историјата, односно преку менувањето на неговиот идентитет, покажува дека станува збор за една длабоко осмислена политика, ништо случајно. Мислите дека е прво направена стратегијата, Без сомнение. па подосна избран човек од Никола Груевски, па подосна врз база на тој избор и така направена стратегија е донесен на власт да ја редефинира македонската сегашност и македонската историја? Апсолутно станува збор за добро осмислена стратегија во која како моќно оружје, како личност е избран токму Груевски. И се покажува една таква политика во наши денешни услови многу успешно. Како велат, прекините со јадење, кога најмногу ви се јаде или кога сте најгладни, кога најинтересно, ние тука ќе прекинеме емисијата, се враќаме за неколку минути после рекламите. Страста за совршенство не донесе оному каде што се наоѓаме денес. Способноста да се остане на врвот е во нашата умешност на изнаоѓање на неквалитетниот пристап, кој би ги задоволил и непрефинетите вкусови и непробирливите барања. 75 години напредок и иновација. 75 години искуство и традиција. 75 години непрекинат диалог со животот. 75 години посветеност на нашите заложби за градење на подобра иднина за сите. Здравието пред се. Алкалоид Скопје. Шеесет години трговијата е нашиот занает. Идари Нино! Биги Нино! Оди го танзај! За секои 3 рати, една Toyota гратис. Вози Јарис, Аурис, Авенсис или RAV4 веднаш, а плати на 3 годишни рати, без гаранции, жиранти и камати.
Малпигија е маргината или позната како ацерола. Исклучително богата со природен витамин С и потекнува од Барбадос. Сега ацеролата е достапна за сите. 100% природен витамин С за деца. И природен витамин С за возрастни. Затоа за моите најблиски јас одбрав Ацерола алкалоид, таблети за џвакање со природен витамин С и неодолив вкус. Тие односи помеѓу ВМРО, ДПМН и ДУИ се на некој начин како двосмерна улица почетни гледачи. И постојат две нивоа како што може да се анализира улогата на ДУИ во рамки на владата со ВМРО, ДПМН. Се до оној момент дека опозицијата може да ја носи ДУИ до зид, дека не се остварени тие евроатлантски интеграции на Република Македонија, тогаш паѓа рейтингот на ДУИ пред албанските гласачи. Меѓутоа во оној момент кога ВМРО, ДПМН и ДУИ ќе наметат одредени меѓуетнички тензи, тога за прв пат во македонската историја тоа се нема случајно последните 20 години. Во исто време расте рейтингот и на ВМРО, ДПМН и на ДУИ, и тоа веројатно е лекот или клучот како ова владина коалиција може да победи на следните локални избори. Тоа што треба да го прави опозицијата е како да ги донесе ВМРО, ДПМН и ДУИ да се карат околу неискористените или неуспешните евроатлантски интеграции на Република Македонија. Рейтингот на ВМРО и на владата паѓа перманентно, се случува с Милковско езеро, расте рейтингот и на ДУИ, на ВМРО, ДПМН. Повторно паѓа со работното лето, се случува ова што е во Ступчани и расте рейтингот и на ДУИ и на ВМРО. Како тоа да го објасниме? Расте затоа што имаме комплетна медиумска контрола, затоа што македонскиот медиумски простор е комплетно покриен, манипулиран и ние немаме демократска расправа. Само да анализираме една ситуација. Пред месец дена кога стана проблемот со законот за бранителите, значи ако ги следевте македонската телевизија, Сител телевизија, Канал 5, односно сите оние што се директно владени ова телевизија и медиуми, ние уште малку ќе влезевме во војна. Тезите кои секоја вечер ги слушаме на законот за бранители сега го браниме македонското достоинство, овде не смееме да попуштиме, тоа беше една атмосфера која буквално се плашевме дека ќе заврши со граѓанска војна. Месец дена после таа атмосфера, значи денеска веќе немаме ништо, затоа што ДПМН и ДУИ сватија дека од тој можеби непланиран инцидент може да изгубат и двете партии со едни предвремени избори и денеска не гледаме ништо. Веќе никој од тие медиуми не зборува за македонското достоинство, ниту за албанското достоинство. Се договараат да го прават овој циркус со 15.000 амандмани на македонскиот парламент. Тоа ниедна медиум не го анализира и не го секцира. Значи, сето тоа е најдобар пример дека македонските граѓани се манипулирани медиумски во овој момент како во времето на стариот добар комунизам. Индивидуално право е на секој граѓанин да размисли и да ја свати таа слика која оваа влада му ја диктира. Мојата немоќ, тоа да го искажувам преку овој затворен медиумски простор, е еден дел зашто ја правиме оваа коалиција, за да можеме да проговориме за сите овие работи. Боже ми прости, идната година можеме да очекуваме Тала Џафери да биде председател на Струшките вечери на поезијата. Па може и тоа да се случи. Пазите, за мене... Во интерес нова тендерска коалиција, ми се чини дека Тала Џафери е можеби и печен Струскиот венец да го добие Ловоров, како голем писател. ДУИ за мене се претвара во една партија на комедијанти. Јас не можам да ги разберам. Значи, партијата на генерали, на команданти, на началници на бригади денеска се претвори во забавувачко друштво. Јас не знам што е со луѓето. Добро, господин Ѓургиевски. Значи, ние ги слушаме тезите и информациите и извештаите од Вашингтон. Значи, не видовме како помина во Вашингтон минатата година Никола Груевски, после средбите со Хилари Клинтон и со Џо Бајден. После тоа доаѓа они кредит на ММФ пред изборите, со кој Никола Груевски успеа да ги покрие сите можни дупки и да победи на тие избори. Повторно ги слушаме тие критики од Вашингтон. Еве Хилари Клинтон доаѓа во одредена посета на регионот и ја избегнува Македонија. Можеме на Викиликс да ги видиме депешите го господинот Филип Рикер ги има испраќено до својата централа во Вашингтон. И повторно имаме најава за кредит на Светска банка која ова влада ќе одобие пред локалните или евентуално предвремените парламентарни избори. Имате ли логично објаснување? Ако една Америка или една меѓународна заедница има толку лошо мислење и толку лоша оценка за оваа власт, посебно за ВМРО ДПМН, кој е нивниот мотив два пати со кредити, кои се големи кредити, да им фрлат гума за спасување? Па гледайте, конкретно за Америка, јас мислам дека Америка има многу јасна желба Македонија да ја види во НАТО. Сега одам понатаму.
Апсолутно не сум сигурен во ставовите на многу европски држави дека сакаат да видат Македонија и во Европа и во НАТО. Значи, мислите на големи европски држави? Да, мислам на големи, не зборам сега за мали европски држави. Значи, Франција, Германија. Сега, значи вака, она што сакам јас да го потенцирам, проблемот со нашето невлегување во НАТО и во Европската унија, ние често го правиме како они не молат, ние не сакаме нешто или еве имаме проблем, па да го решиме и ќе влеземе. Мислам дека малку погрешно се поставени работите и крајно време е да почнеме да размислуваме дека во Европа има многу држави кои, прво, некои од глобални европски проблеми не сакаат понатамошно проширување на Европската унија, а некои од многу конкретна ситуација не сакаат да има во овој момент проширување со Македонија, затоа што секаде постои тоа прашање, чекајте да видиме што ќе се случи со Босна, Косово, а во тој пакет и Македонија. Затоа што ако Македонија веќе членка на НАТО и на Европската унија, веќе таа работа да почекаме, јас не зборувам сега однапред некој план кој постои како завера, меѓутоа едноставно самото време носи некоја спонтанност, еве да речеме, нели, кој очекуваше дека српската влада толку жестоко ќе притисне за поделба на Косово, нели? Значи, така што кога зборуваме дали Македонија треба што поскоро да влезе или во НАТО или во Европската унија, едно се ставовите и позициите на меѓународната заедница, а друго треба да биде нашата изворна позиција. Според мене, јас сметам дека они кои се одговорни политичари во Македонија и они кои сакаат добро на Македонија, наставно немаат право премногу да размислуваат на тоа прашање, затоа што 20 години размислуваме по тоа прашање и сметам дека ако ние не влеземе брзо во Европа и во НАТО, јас навистина сметам дека основната институционална иднина на Република Македонија се доведува во знак прашалник од перспектива од некои 4 до 5 години, не повеќе. Власта и ВМРО ДПМН успеа да изакачат на македонската опозиција три многу тешки етикети. Како прво, дека станува збор за предавничка опозиција, како второ, дека станува збор за одредена транзицијски олигархиска опозиција и како трето, дека станува збор за одредена соросоидно илустрирана опозиција. Тоа што треба да го направи опозицијата, почитувани гледачи, е да се дистанцира или да најде добар одговор барем за две од тие три етикети кои власта денес успеа да ги наметне на опозицијата. Опозицијата се наметна три клучни тези. Прво, предавничка, транзиционо олигархиска и соросоидно илустрирана. Тоа се значи трите крупни тези кои се налепени на опозицијата. Се извино. Значи опозицијата на некој начин, кога ќе речам опозиција, не мислам на СДСМ, не мислам на вас, него мислам на цел еден опозицијски блок. Збревта по тежината на тие три крупни тези. Под таа тежината оди во еден сосема друг правец и вели: ние нема што да се мешаме во прашањето на името. Тие преговори ги води Никола Груевски, но ние ќе оприфатиме секој предлог кој Никола Груевски ќе одоговори со меѓународната заедница, а нема да задира во идентитетот на македонската нација, јазик, народ и така натаму и така натаму. Тоа е класично пасивна позиција на опозицијата. Тоа и праќа сигнал на меѓународната заедница и тоа што Теута Арифи перфектно го одработува во Брисел, дека не е можно решавање на прашањето со името без ВМРО ДПМН. Второто прашање, тоа е прашањето на меѓуетничките односи. Се доека е дуи во власта, значи меѓународната заедница ги има под контрола тие две прашања кои прават Македонија кревка држава, тоа прашањето на името и тоа прашањето на меѓуетничките односи. Веројатно дека опозицијата можеби треба да размислува дека мора да ја смени крупната слика, да презиме активитет ако сака да го порази Никола Груевски. Вака ако остани, јас не мислам дека меѓународната заедница многу ќе се потроши за смена на Никола Груевски. Напротив, ако тој даде сигнали дека е спремен да го решава проблемот со името, тие ќе му ги истолерираат сите можни демократски фаули, фалсификат на избори, користење на државна администрација, користење на државни пари. Дали вие немате чувство дека можеби треба драматично да го смените концептот? Во крајна смисла со овој ваш став размислувам дека треба, апсолутно се согласувам и дека треба нешто порадикално, нели, да се направи во таа насока. Меѓутоа сепак морам да ставаме награда, затоа што сепак кога зборувате вие за опозиција, зборувате сепак за опозиција која, нели, има своји различни позиции и различни ставови. Опозицијска јавност, ајде да бидам попрецизен. Значи, јас само ќе се задржам на неколку елементи. Вие факт е дека ја слушаме таа приказна за предавниците и претпоставам дека тоа е едно од најголемите проблеми, нели, таа етикета, за да може порадикално да се влезе во решавањето на севкупниот проблем. И од двете страни, од една страна опозицијата да направи исчекор, меѓутоа од друга страна и веќе тоа е проблем за самата власт. Меѓутоа јас само ќе кажам две работи во таа насока. Јас не знам ни еден друг премиер во Република Македонија во овие 20 години кој има испратено писмо до генералниот секретар на Обединетите нации дека тој е спремен да го смени името во Република Македонија Скопје, ми се чини.
Тоа е само актуелниот пример на Република Македонија. Јас тако писмо никој што животот не сум подпишал, а верувам и други примери не подпишале. Значи, и нели плюс согласноста за промена на името пред Букурешт, која веќе стана јавно и докажана работа. Значи, ви имате една ситуација од една администрација која два пати еднаш писмено, еднаш усмено дала гаранција дека ќе го смени името на државата, некој друг да го обвинува за предавник во поглед на името. Меѓутоа, сето тоа се случува затоа што ние немаме вистинска дебата, ние немаме диалог, ние имаме само едносмерен напад. Имате ли логичен одговор, почитувани гледачи, зашто во два наврати меѓународната заедница фрла гума за спасување на владата Никола Груевски? Прв пат тоа беше пред ланските парламентарни избори, кога беше одобрен тој кредит на ММФ за потребите на македонската влада. Денес се најава дека таков кредит кој одобри Светската банка. Ако вие немате логичен одговор, ние тој ќе го побараме Дупчо Георгиевски, Тито Петковски. Имате ли логичен одговор? Ако пред ланските избори ММФ и дава кредит на Македонија и со тој кредит ова влада се прошетува на изборите, ги покрива безмалку сите дупки, сега има најава дека Светска банка ќе даде кредит на владата во пресрет на локалните или можни предвремени парламентарни избори. Имате ли логичен одговор? Зошто меѓународната заедница, која јавно е критикува владата, се до овој последен извештај одбраната на владата од страна на господинот Филе, меѓународната заедница, посебно американците, толку жестоко ја критикуваат владата, а во два наврати кога владата може би е зрела за порасти и фрлат гума за спасување со одредени големи кредити. Па јас мислам дека таква една политика се вклопува во, да речеме, перцепцијата на големите моќните сили за состојбите во регионот. И нив им треба таков играч. И затоа го поддржуваат. Говорам некои сили кои што го моделираат светот. Нив се уште не им одговара стабилен Балкан. До конечна разврска, да речеме, на етничките прашања, на албанското прашање, македонското прашање и останатите. Мислите дека на некои големи сили одговара ова коалиција да остане на власт? Па, ако гледате низ ова призма, зошто се поддржува, зошто се дава толку финански средства? Па ви имате состојба кога е забрането во нормални демократии, финанска инфузија, да речеме, во една влада непосредно пред изборите, тоа е забрането. Во Македонија имате токму спротивното. Непосредно пред избори да се дава финанска инекција на владата за да може таа политика да продолжи. Како инаку да го сватите тоа? Петковски, Цренковски рече дека победа на избори ќе значи еден глас повеќе на опозицијата во однос на власта на советнички листи. Дали за вас прифатлив тој критериум кај што власта и опозицијата би си го мереле рейтингот и политичката тежина на следните локални или евентуално предвремени парламентарни избори? Па бројот на гласовите одлучува кој ќе биде победник. Значи, тоа е проста логика. Ако, да речеме, ние бевме заедно оваа коалиција што е сега, минатата година на парламентарните избори, ние ќе правевме влада, не ВМРО ДПМН. Односно таа коалиција собрана околу Социјалдемократскиот сојуз. Значи, кој дека власта значи, проста математика. Ако имаме повеќе гласови на советничките листи, власта ќе биде делегитимирана. Добро, успели власта да ви го растури целиот концепт за одење на локални избори или на предвремени парламентарни со ова изјава на Мендух Тачи? Дали власта за сега да ви го растури целиот концепт? Мислам за сега да, успева, но постојат шанси сепак работите се вратат во нормала. Нормала мислам дека да сватат она големата слика за држава. Не е проблем струга. Значи вие сте искусен политичар. Јас сум човек кој е 20 години во ова работа, во новинарството, во политичкото новинарство. Не може и струга да биде проблем за коалиција помеѓу Бранко и Мендух Тачи. Струга се решава за 2 минути. Посебно што претпоставам дека СДСМ логички е да смета дека 5 пратеници кои ги има добиено Фијат Цановски, Велја Рамковски е премногу за мокта која имат сега на терен. 5 пратеници, реално е крупна пратеничка група. И претпоставам дека опозицијата без проблем струга ќе му даеше на Мендух Тачи. Бидејќи на вистина во овој момент е опортуно Сефер Цановски, синот на Фијат Цановски, па ние не сме Казахстан, ние не сме Азербеджан, кај што синот го наследува таткото. И ако таткото бил пред 4 години кандидат за градоначалник, сега ќе биде синот кандидат за градоначалник. Тоа е опортуно политички. Веројатно ќе ви се смеат сите од оваа страна на Црното море. Но, од друга страна проблем претпоставам дека е гостивар. И Мендух Тачи ја води својата битка да биде секогаш штор во албанскиот блок, по овој момент кога ќе падне Алехмети тој да дојде и да може да поентира на политичка сцена. Битката е против Руфи Османи на Мендух Тачи.
а не против Али Ахмети. Битката е против Руфи Османи, а не против Никола Груевски. И вероятно на таа трула штичка вие правите коалицијата со Мендух Тачи, затоа не успеа во овој момент. Дали е трула штичка, тоа е прашање. Треба време да тоа потврди, но едно е сигурно дека струга и Кичево не се проблем за коалицирање меѓу ДПА и Социјалдемократскиот сојуз и Опозицијскиот фронт. ДПА во Кичево со нула гласови. Повеќе од сигурно дека ривалството помеѓу ДПА и партијата на Руфи Османи и можноста Руфи Османи да зајакне како политичка партија што би зела дел од колачот кој што сега има во раците на ДПА, веројатно е клучната причина. Јас немам права информација на што се должи таквиот однос на Мендух Тачи. Тој додуши не каже многу аргументи. Тој наведе само еден пример колку треба да се поддржат кандидатите на ДПА, доколку сака да има цврста коалиција. Но во секој случај, јас се надевам сепак не се сите шанси урнати. Дека постои простор да продолжи разговор. Со пола милион гласови една здружена македонска-албанска коалиција ќе победеше фуриозно на предвремени парламентарни или на локални избори. Логички дека таква коалиција ќе има поголем ефект ако има предвремени парламентарни избори. Тешко е вие таа коалиција да ја промовирате на локални листи или на локални избори. Тешко е да го објаснувате во македонска каменица дека е добро да се коалицира со Мендух Тачи, бидејќи тие сакаат да имаат градоначалник, но кога би имале предвремени парламентарни, тогаш таа работа многу полесно и многу поефикасно ќе може да ја истуркате. Какви се шансите според вас? После овој голем митинг на опозицијата да има предвремени избори во Македонија? Па, дали ќе има предвремени избори во Македонија не зависи од опозицијата дефинитивно. Доколку Груевски процени, се разбира во договор со Али Ахмети, како прочем што беше тој и 2001 година, и 2008 година, 2011, 2008 и 2011 година. Тогаш процени ВМРО ДПМН и Груевски дека е политички профитабилно да има избори и да стекне подобра позиција. Значи, доколку процени тој дека заедно парламентарни и локални избори му носи бенефит политички, повеќе мандати, повеќе градоначалници, тој ќе го направи тоа, без сомнение. Ние тука не можеме. Што ќе правите вие? Што носите 70.000 луѓе на митинг, ако вие сте немок нешто да направите? Зошто ја кревате таа атмосфера ако све зависи од Никола Груевски, господин Петковски? Па ако не се лажам, и 2010 година Никола Груевски првично одби да има предвремени парламентарни избори после големиот марш на СДСМ. Прв пат тогаш рейтингот на опозицијата на таа декемвриска седница на парламентот, кога нападите бе дека Никола Груевски се плаши од предвремени избори, се спуши рейтингот на соодносот помеѓу власта и опозицијата некаде на 29:1. Тоа го покажува сите анкети тогаш. Тоа значи дека кога влезете на перманентна битка за предвремени избори, тешко Никола Груевски ќе може да издржи притисок подолго од 6 месеци да не ги направи тие. Посебно неговата суета, кој што некој на јавна сцена му кажа дека се плаши дека не сега предвремени избори. Ви имате алатка во рацу, не знам што така лесно беневолентно се откажувате од таа алатка. Па не се јас откажувам, јас само кажувам за реалноста, не говорам за желби. За опозицијата и за мене лично и за НСДП е многу подобро да имаме едновремени парламентарни и локални избори. Тогаш ќе може за вас е добро референдум, нема одма името да го смениме. Па зашто да не е референдум? Зашто да не? На еден трошок. Не да го сменим името, да го сменим за еден трошок. Каде се слави раѓање, крштав и промена. Ајде да видам, нека распише референдум. Зашто не распише? Па преговарали со странците? Па ако преговарали со странците, кои се вашите информации? Ако тој сака да оди на референдум, тој треба да го каже референдумското прашање. Ајде да го видам, нека го постави. Повторно ви визионерки спаднете, вие први рековте да се смени името. Значи, не треба тука многу мудрост дека Македонија е пред сериозен предизвик. Ако сака да иде во Европската Унија, тогаш мора да го направи овој чекор. Јас сум убеден дека овој извештај силно го погоди Никола Груевски. Бидејќи за популистот и националистот од калибарот на Груевски, ова е невозможна мисија. Тој ќе треба брзо да реагира и да каже дека се согласува за промена на името, се разбира за меѓународна употреба, но и ако ги почне преговорите, веднаш стартува со поглавието 22, 23 и 24, кое што говори меѓу другото и за криминал и корупција. А Груевски е догуша во криминал. Значи, мислам дека не му гине приказната на Санадер. Приказната, клопчето за Санадер почна се одмотува во моментот кога почна Хрватска на поглавието за криминалот и корупцијата.
i izleze na videlina. Кој тогаш бил Јадранка Косор во ВМРО ДПМН? Pa što mislite, nema da ima takvi, Pa da ne si znam, ja spasува sprašam. својата кожа? Која ќе дојде, држ не дај. Гледате некој кој би можел да биде тоа? Pa, секоја влада пропаѓа доколку почне раздор внатре во владата. И една политика доколку еден од крупните играчи започне однатре да еродира. Како вела дека во ваков тип на власти е многу важно кога да скокнете од бродот кој тоне. Ако скокнете прерано, бродот ќе ве прегази, ако скокнете предоцна, ќе потоните со бродот. Веројатно дел од играчите во врвот на ВМРО ДПМН, да не ги спомнам по имења, Почна ги да- прават да, тие да, калкулации да. кога треба да се скокне од бродот. Па тие се свесни дека после оволку години владење, а Македонија да тоне се подлабоко, некој мора да сноси последици. Ви имате права, имате и одговорност за владењето. Очекувате после големиот митинг на опозицијата во неделата, 70.000 луѓе, според проценките на опозицијата, биле присутни на Скопскиот плоштад? Јас не би ли цитирал со бројки, но навистина имаше многу народ. Веројатно во последните 5 или 6 години имало поголем Најголем митинг. митинг сега. Да, во Македонија. Очекувате ли многу сончогледи да ви се јават во овие денови кои следа да пијат кафе со вас, бидејќи можеби чувствуваат дека е можна промена на власт? Па знаете, тие први чувствуваат. Сончогледите. Први чувствуваат и ако гледате по некоја реакција на поединци, особено од интелектуалната сфера говорам, значи добар предзнак е тоа. Значи дека- прв пат ќе почнат во Македонија сончогледи да цутат и да растат во октомври. Очигледно. Опозицијата има таа стожерна идеја да направи здружена предизборна македонска-албанска коалиција која би тежела некаде најмалку 500.000 или пола милион гласови. Де факто во рамки на таа коалиција не стануваше збор за одредена техничка соработка на македонската опозиција и Мендух Тачи околу неколку градови кои што е Скопје, Тетово, Гостевар или Струга, туку де факто стануваше збор за одредена коалиција која ќе излези со заеднички советнички листи или со заеднички листи на евентуалните предвремени избори. И кога човек така и ги работи, тогаш проблемот со Струга воопшто не беше проблем околу кој требаше да дојде до таа кавга и до тоа карање во рамки на македонската здружена опозиција, бидејќи Струга се решава за 2 минути, почитувани гледачи. Бидејќи де факто ниту на Бранко Цренковски, ниту на СДСМ не им одговараше во Струга кандидат да даде ПЕИ, партијата на Фијат Цановски, посебно тоа да биде Сефрет Цановски, бидејќи тоа помалку налико на тие казахстански модели. Де факто проблемот околу кој се сруши сега за сега таа коалиција помеѓу Бранко Цренковски, Мендух Тачи или помеѓу здружената македонска опозиција и ДПА е проблемот на Гостевар и дали Руфи Османи би ја добил поддршката на здружената македонска опозиција да трча како кандидат за градоначалник на Гостивар. Арбен Џафери да беше лидер на ДПА, до сега оваа власт ги беше замината во историјата. Значи, тоа може да го потпишам со две раце. Значи, начело на албанската опозиција да беше денес Арбен Џафери, тој ќе ги имаш обединето сите опозицијски албански партии, истото кој вие го направите во македонскиот блок. И на крајот, двата крупни блока ќе потпишеа договор, Крушевски нов манифест, околу иднината на Македонија. Тоа не се случува. Знаете, кога вие поставувате дека главната ваша битка е како да го поразите Руфи Османи, а не Никола Груевски, Али Ахмети, тогаш покажувате една класична политичка кусогледост, која не гледа повеќе од 5 метри од тоа што вие може да го погледнете на улица. Значи, јас можам да ви кажам дека искуството со Арбен Џафери и моето лично мислење за Арбен Џафери навистина е огромно. Сметам дека тој е навистина човек кој по себе имаше многу интелектуален, меѓутоа и политички капацитет. И понекогаш, нели, кога ќе се отвараше дискусија дали некогаш Македонија може да има албански председател, секогаш пред ликот ми излегува ликот на Арбен Џафери. За жал, тој беше во последната деценија и физички доста опаднат, така што не ќе можеше да конкурира за една таква позиција. Меѓутоа, де факто се сложувам дека ако тој беше председател, сепак многу работи на овој политички простор, ако беше активен, нели, активно политички, тој беше присутен во последните 4-5 години, меѓутоа со својата физичка немоќ не можеше да биде активен. Ќе беше сосема друга приказната. Во секој случај се сложувам со вашата оценка. Имам чувство дека некако во ДПА поважно им беше пресметката со Руфи Османи или со Нова демократија, отколку со вистинскиот противник, тоа е ДУИ. Сепак тоа се работи кои, секако да кажем, работи на нивниот внатрешен албански блок, меѓутоа моето чувство е токму тоа, дека Тачи не го покажува тој здив, не го покажува тој чекор
да ги надмине тие лични односи и да биде лидер на целата опозиција. Нешто што да речеме, мислам дека Бранко и јас го надминавме. Ја не верувам дека битките меѓу Тачи, Руфи и Османи биле толку жестоки како да речеме нашите две битки. Меѓутоа, очигледно тоа е ситуацијата што се случува таму. Веќе една година Бранко Црнковски работи на формирање на таа здружена македонско-албанска предизборна коалиција која би требало да тежи некаде околу 500.000 гласови и без малку до 2 дена до изборниот митинг, односно до митингот на 28 октомври кој се случи на Скопскиот плоштад, беше без малку идеално во рамки на таа здружена македонско-албанска коалиција и де факто кога громот ведро небо дојде таа најава на Мендов Тачи дека е прекинута техничка коалиција. Тоа што треба да го направи опозицијата е како да ги најде тие 50 до 70.000 гласови од албанска националност кои би гласале за таа здружена македонска опозиција и де факто на тој начин да биде реализирана таа платформа. Здружената опозиција на следните локални или предвремени парламентарни избори да тежи некаде околу пола милион гласови. Георгиевски, вие сте биле 13 години начело на ВМРО ДПМНЕ, сте правеле политички и политички комбинации. Можем ли да направиме една политичка математика, чисто пред гледачите да објасниме како се прават тие политички математики во врвовите на големите партии? На последните избори коалицијата на ВМРО ДПМН освоила некаде 440.000 гласови. Коалицијата на СДСМ освоила некаде 370.000 гласови. Многумина сметат дека македонскиот народ гласал за ВМРО ДПМН. Но ако погледнеме коалицијата на ВМРО ДПМН, таму ќе видиме доминантно ромски и турски гласови кои ја носат победата. Според статистиката се проценува дека во Македонија живеат некаде околу 56-58.000 роми. Неофицијално живеат некаде помеѓу 90 и 110.000 луѓе кои се од ромска припадност, кои може во разни периоди за разни бенефити се пишува дека се турци, дека се торбеши, дека се не знам албанци и така натаму. Но кога ги трниме тие ромски и тие доминантни турски гласови кои према ВМРО ДПМН реално се залепуваат после посетата на Тајип Ердоган на Република Македонија во текот на ланската година, тогаш во македонскиот дел, без овие ваши гласови, веројатно ВМРО ДПМН и СДСМ се изедначени. Одам чекор понатаму. Има еден квантум на 30.000 ваши гласови, 20.000 гласови на Љубе Бошковски, некаде околу 20.000 гласови на Јово Манасиевски, на ЛДП. Тоа се некаде цирка, да не направиме некоја грешка како Никола Гуриевски на емисијата X0, 20 плюс 20 40 и вашите 30, тоа се некаде 70. Од нова година наваму, ВМРО ДПМН ја води битката за разнебитување на таа десна. На десницата, да. Маријан Додовски, Филип Петровски, Љубе Апсењето и така натаму. Значи тука е тој квантум кој сега е оставен на маса и може да се добива. И доаѓаме до третата точка или до третото прашање. Тоа се албанските гласови, кои може да се клучни во тој проект или таа стратегија на опозицијата на советничките листи, да имате еден глас повеќе од ВМРО ДПМН. Ако ВМРО ДПМН, кажуваме, се извинувам што сум малку подолго прашањето, сакам тоа многу добро гледачите го сватат. Ако ВМРО ДПМН перманентно води меѓуетнички конфликти со ДУИ и од тие меѓуетнички конфликти ВМРО ДПМН и ДУИ печелат, тогаш тешко ќе може да направат заедничка листа и заедничка коалиција на локални или евентуално предвремени парламентарни избори. Тоа можеше да го направи СДСМ, тоа можеше да го направи со Мендов Тачи, тоа може да го направи и денес со Мендов Тачи, јас сум сигурен, ако се испеглат некои разлики, може да го направи со Руфи Османи. Таа коалиција на советнички листи, значи не техничка коалиција во Делчево или во Тетово или во Гостер, туку класична предизборна политичка коалиција со заеднички советнички листи, таа би тежела повеќе од пола милион. Тоа значи одење во историја нова власт. Зошто некој тоа не сака да го направи, е прашањето до вас. Значи, апсолутно се сложувам кога ќе правиме анализа на овие 20 годишна демократија во Македонија, да направиме еден пресек. Значи, ако се потсетиме на раните 90-ти години, ние политичкиот свет во Македонија го гледавме чисто идеолошки. Значи, постојат ВМРО ДПМН и СДСМ на двете страни, а сите други ги гледавме како некакви пропратни додатоци, да речеме, кои може да бидат корисни или некорисни. Како што ви кажавте, турци, роми, албанци и сето тоа. А меѓутоа, бидејќи Македонија веќе демографски изменета, ние, значи, многу наши квази националисти, сега ново формирани, ново печени, не може да го разберат тоа, дека Македонија е демографски изменета. Значи, македонците со секоја година паѓаат се повеќе и повеќе во вкупниот квантум, значи веќе стануваат сите фактори. Така што покрај што имате идеолошка веќе разлика, ви имате и етничка разлика која морате да ја компонирате во целата таа нова политичка борба. И во таа насока, јас сметам дека
дека оваа коалиција сега што се прави е токму таква, една широка порака и на идеолошки план, меѓутоа и на мултиетнички план. И јас сметам дека оваа отвореност која сега е направена во оваа коалиција за едината на Република Македонија, токму тоа е новото, што таа покрај тоа што покажува политичка и идеолошка нова дефиниција, таа се отвора и на еден нов друг начин кон етничките заедници во Република Македонија. И нашата цел навистина беше, почетната цел беше да имаме една албанска партија која ќе биде не само со техничка соработка, туку ќе биде директно на листите на оваа коалиција. Па потоа, бидејќи имаше резерва од друга страна, отидовме на техничка соработка. Меѓутоа, изворната цел на оваа коалиција беше навистина да биде единствена листа на разни идеолошки субјекти и на различни етнички субјекти. Можеби не е премногу доцна, можеби тоа ќе се оствари до крајот на самата изборна кампања. Да биде македонски ДОС или здружена македонска опозиција, која ќе биде здружена на 4 или на 5 точки околу еднината на државата. И која ќе функционира до исполнување на тие 4 или 5 точки. Дека тоа е новата реалност на Македонија. Тоа е новата реалност на Македонија. Коите сигнали од Мендух Тачи дека би можел да побара одредено рекомпонирање на целата таа работа? Дека кај нас не се затворени вратите, ние се уште не сме седнали и да речеме од денеска се затворени вратите. Јас сметам дека во коалициите за еднина се уште постои отвореност. Јас сум дефинитивно сигурен дека тамо не е проблемот на Струга, бидејќи ако политички гледаме на целата таа работа. Па јас не го доживав тој проблем таков. Мислам дека е проблемот Гостивар, да не се дај подршка на Руфи Османи. Тука е клучна, значи тука е болката, значи тука е тоа канцерогено ткиво кој веројатно не дозволува да биде направена таа. И јас имам такво чувство, немам можеби вистински информации, меѓутоа чувството е да речем дека ми е нешто такво. Може ли на проценка да направиме што можеме да чекаме во наредниот период? Значи, имаше една варијанта, мислам дека ВМРО-ДПМН сериозно правеше анализи за предвремени избори до крајот на оваа година, на крај се откажа. Да, тоа беше актуелно пред месец и половина до 2 месеци. Јас мислам кога ВМРО-ДПМН запна со законот за бранители да прави и ворени парламентарни избори, беше искрен во тоа. Но и тоа негде по пат во тој месец сватија, по 8 месеци и половина сватија дека тоа со предвремените избори не име баш така сигурна работа. И кој што гледате во последната недела имаме здрава кочница ставена од нивна страна и кулминираше вчера со јасната порака на Ставлевски дека немаат намера да дадат на предвремени избори. Мислам дека тука здружената опозиција, односно опозицијата за едината доби првата битка, затоа што на повикот за предвремени парламентарни избори власта ретерира. Значи, допред овој настан, опозицијата беше таа која се плашеше, нели, од предвремени избори. Одеднаш гледаме обратна ситуација, сега власта се плаши од предвремени избори и тоа е, мислам, првиот позитивен сигнал дека работата оди во добар правец. Мислам дека стратегијата на ВМРО-ДПМН во овој момент ќе биде да си останат на власт 4 години, да си го истераат мандатот. Мислите дека ќе одат на варијанта да го истерат мандатот до крај? Мене ми се чини дека ако успеат да избегнат можноста да има предвремени избори на пролет, дека тие тогаш ходат на брзи предвремени избори во лето. Значи, по мене, ако можам да ја анализирам позицијата на Никола Груевски, тој би одел на класични локални избори. На такви локални избори, класични локални избори, вие тешко ќе може да ја продадете таа здружена опозициона коалиција. Тешко можете во Делчево, тешко можете во Берово, на листа со Мендух Тачи. Но кога би била листа за предвремени парламентарни избори, тогаш и се мобилизира повеќе членството и тогаш можете на човек во Берово да му кажете дека тој гласа не за Мендух Тачи во Тетово, туку гласа за промена Никола Груевски Али Ахмети. Мислам дека Никола ќе оди на тоа и ако има добар резултат на локални избори, дека сите вие правите конгреси тој на лето да ви направи предвремени избори. Не се согласувам со тоа. Напротив, мојата проценка е дека ако ВМРО-ДПМН не се охрабри на предвремени избори, тоа ќе биде максимум до заедно со локалните избори. Ако ние видиме дека нема таму сигнал за предвремени парламентарни избори до локалните избори, значи очекувајте дека стратегијата и мандатот да се заврши 4 години, што ќе значи вкупно 10 години мандат, што никој не го доживеал досега во Република Македонија. Тоа ќе биде најдолгото владење во континуитет на една гарнитура во Република Македонија. Циничен ако бидам, јас би сакал да го видам и тоа, затоа што знам дека резултатот ќе биде катастрофален на крајот од таа 4 година. 10 години Мао Цетунг не владееше, мајка му се очевидно, за жал, тоа е математиката. 6 плюс 4 години, 10 години.
Ке признаете дека изборот на Јане Макрадули за кандидат на опозицијата за градот Скопје веројатно беше најголемо изненадување досега на тоа составување на советничките и градоначалничките листи во рамки на Здружената македонска опозиција и веројатно тој избор на Јане Макрадули треба да се толкува од аспект на три аспекти. Како прво, на некој начин Јане Макрадули треба да го мобилизира целото тоа членство на СДСМ и на Здружената опозиција во рамки на градот Скопје. Како второ, со изборот на Јане Макрадули треба да бидат денкувани или треба да бидат облажени сите тие можни протести или негодување во рамки на СДСМ и во рамки на опозицијата дека општина Центар, која е добитна опозиција за опозицијата, се дава на Андреј Жарновски. И како трето, преку изборот на Јане Макрадули, де факто македонската опозиција покажа дека и пред митингот на 26 или на 28 октомври размислува за предвремени избори и дека де факто преку градот Скопје ќе треба да ја води целата таа кампања за предвремени избори и на некој начин изборите на локално ниво да ги водат ко референдум против оваа власт. Тоа е таргетот на опозиција, на советнички листи еден глас повеќе. Или што велат политичките аналитичари, да се донесе на сосема нова политичка ситуација. Во последните 8 години за прв пат опозицијата да има еден глас повеќе од власта. Јас сум убеден дека опозицијата ќе има повеќе. Па немојте 2011 бевте убеден во интервјуто што ми го забранија кај мене дека сигурно ќе победите, па не победивте. Знаете што? После ми утепа за фарканција дека јас сум правил лоши политички проценки. На парламентарни избори се случуваа многу работи. Јас до ден денеска, јас апсолутно сум убеден дека на ВМРО Народна партија, ако погледнете линијата, во сите изборни единици подеднакво им беа украдени гласачки ливчиња. Односно не беа украдени, едноставно беа поништени. Имавме неважечки ливчиња. Вие погледнете на последните парламентарни избори имаше 3% неважечки ливчиња. Во просек биле 1,5, денеска имавме 3. Значи, ако погледнете, ќе видите дека ВМРО Народна партија и Обединети за Македонија ја става во тој кош. Значи, ние бевме под главниот удар на поништување на избирачки ливчиња. Значи, оваа здружена опозиција ни гарантира дека овој пат нема да се случи тоа. Значи, ќе имаме многу силна контрола, ќе имаме присуство на луѓе, така што мислам дека еден од моментите на здружување е и да бидеме посилни на избирачките места. Георгиевски, гледа што се случи во Скопје. Во овие општини кај што опозицијата е многу посилна од власта, не знам, Карпош, не знам, Центар, се влезе во еден масовен процес на менување на имињата на улиците. Значи тоа ќе доведе до една целосен галиматијас на локалните избори кога нема да се знае кој ќе гласа како ќе гласа. Значи тоа е дел од хаосот. Тоа што се прави сега. Да, они, например, во Источна Македонија дел од диаспората, гласањето од диаспората исто е дел од хаосот. Тие работи ги користи власта. Во Битола гласат луѓето од Лерин и Егејска Македонија со пасоши. Исто така она што го слушаме после време има масовно давање на лични карти на луѓе од Албанија и од Косовска гора. На претходните избори во Газибаба е 9000 гласови, направена разлика со горанците од Косово. Не е проблем што им даваат лични карти, туку проблем е што сите тие имаат лични карти во куќите на некои активисти на ВМРО ДПМН. И на нивни адреси. Кога ќе видите тие адреси, значи дека тие луѓе ќе гласаат. Значи тие луѓе им дала ВМРО ДПМН работа во државна администрација, тие може да гласат во Скопје, а на нивните куќи, не знам, доле во Росоман или што ја знам во Претор, во Ресет, доаѓаат луѓе кои се од Албанија и на нивната адреса добијат лични карти. Два пати се гласа на некој начин. Тоа ќе го има, затоа тоа е познато, кога се ружи авторитарна власт, треба барем да се има 15% повеќе гласови ако сакате да остварите победи. Ја мислам дека ќе се оствари. Значи не смете дојдете на локални избори без во джеп или во крпче да имате спакувано 450.000 гласови. Јас мислам дека ова ќе се случи на овие избори. Ја да видиме колку се ќе погоите. Затоа што сметам дека значи вака, ние имаме ситуација пред последните парламентарни избори цела Македонија кај да седневте зборуваше против власта. На крајот се случи тие да победат. Овој пат зборуваат уште погласно против власта, мислам дека нема да бидат излажени. Тука некаде крајот на емисијата, останете, погледнете ги рекламите и се враќаме да одјавиме емисијата. Страста за совршенство не донесе онаму каде што се наоѓаме денес. Способноста да се остане на врвот е во нашата умешност на изнаоѓање на неквалитетниот пристап, кој би ги задоволил и непрефинетите вкусови и непробирливите барања. 75 години напредок и иновација, 75 години искуство и традиција, 75 години непрекинат диалог со животот, 75 години посветеност на нашите заложби за градење на подобра иднина за сите. Здравието пред се. Алкалоид Скопје.
Шеесет години трговијата е нашиот занает. Идари, Нино! Биги, Нино! Оди го танзај! За секои 3 рати, една Toyota гратис. Вози Јарис, Аурис, Авенсис или RAV4 веднаш, а плати на 3 годишни рати, без гаранции, жиранти и камати. Малпигија е маргината или позната како ацерола. Исклучително богата со природен витамин С и потекнува од Барбадос. Сега ацеролата е достапна за сите. 100% природен витамин С за деца. И природен витамин С за возрастни. Затоа, за моите најблиски, јас одбрав Ацерола алкалоид, таблети за џвакање со природен витамин С и неодолив вкус. Ова беше емисијата во Центар. Јас сум Васко, почитувани гледачи. Ние се гледаме идниот петок во истото ова време. Пријатно вечер, Македонија, каде и да си.